Шери, що ки готвиме денес? Здраво, добър ден, гледачи. Нова емисија. Шери, што ќе готвиме денес? Што ќе готвиме денес? Тешко прашање? Не е тешко. Оти све имаме во фрижидерот. Ете така. Све што ни останува од претходниот ден, два, три, од напред. Све што купивме, оти купуваме секој ден и остави на мирници. Може не, ама ајде да видиме што ни останува. Мислам, оти имаме еден парче овде. Мисиркино месо, Андреја. Секогаш имам нешто изненадување од него, што ми останува. Ете тоа. Што ќе правиме со тоа? Марко, нешто со павлака. Многу ми се допаѓа. Мисирка, павлака. Ајде. Што да му ставиме? Исто. Ми останува уште орис. Ајде. Имам готвено со орис, ми останува орис. Да го правиме. Ќе правиме тоа исто и пиперки. Имаме убави пиперки овде. Можеме ова да ги употребиме. Океј. И ќе видиме понатаму што ќе му ставаме плюс. Ајде, ова се едноставни намирници, ама добар почеток. Имаме мисирка, имаме пиперки, имаме орис, имаме павлака. Ајде, ќе видиме полека што ќе додаваме. Најважно е да почнеме да го пржиме месото. Ајде. Убаво парче мисирка. Ми се допаја. Вуаля. Тука на страна. Овде павлаката. Ќе направиме коцки. Многу полесно за јадење, многу полесно за готвење, многу лесно за се. Топ. Вуаля. Убави парчиња. Можеме, ако сакаме, да правиме ражнич, такви ствари, ама не. Денеска ќе правиме коцки, ќе ги пропржиме во тава, ќе ставиме малку убави зачини, малку крем павлака, ќе му ставиме куркума, да има убава боја и ќе видиме што ќе додаваме. Имаме ориз, исто ќе го пропржиме малку оризот, ќе биде нешто оригинално. Ајде. Додиме прво со мисирката. Ајде, максимално. Ќе ја спремам исто и печката. Малку појако, 190. Евала, нека се топли. Ова се топли. Мисирката е, како да кажам, пресечена. Малку му ставаме зејтин. Ова е окей. Оризот. Не останува од минатиот пат. Убав ориз. Супер. Ке го ставиме, исто ќе направиме еден рисоте. Пропржан ориз, пропржано. Ке му ставиме малку кромит. Ке му ставиме овде имам моето омилено млад кромит. Ке му ставиме малку нане. Ке му ставиме, имаме босилек овде, црн босилек. Супер. Ајде, сечам малку од нането овде. Многу сакам овие вкусови, така овие мириси, што ги додавам во текот на готвењето. Имаме босилек овде, ќе го вадам. Еден дел ми доаѓа од бавчата, другиот дел ми доаѓа од пазарот. Знаете, мислам оти такви намирници што имате свежи тревки, мора да го имате секојдневно на располагање. Тоа е нешто што ви дава боја, што ви дава вкус, што ви дава мирис, што ви дава уживанцата што го имате во готвењето. Тоа се посебните товие вкусови што ви дава готвењето. Убавината на готвењето. Виде малку рузмарин, све тоа, ќе го исецкам. Така, крупно, така нешто, грубо. Така на големи парчиња. И ова ќе биде додавено во оризот текот на пржењето. Така. Знаете, оти повеќе го сецкате, повеќе го губи вкусот и мирисот од тревката. Заборев, младиот кромит ќе оди тој од почеток, овај ќе го пропржиме. Овај ќе остане исто на големи парчиња вака, за да се гледа и да има повеќе вкус текот на готвењето и на јадењето. Вуаля. Океј. Ова тава. Мислам, оти сме добри? Да. Можеме. Ке се пропржи. Една ножица ми треба. Овде. Така. Така. Мешаме мисирката.
хубаво се пржи. Мисирка, многу ја сакам. Навистина имаме пирешки, стек што употребуваме многу, ама мисирката исто е месо, бело месо, што може да се употреби на многу начини. Како го направив денес, навистина на коцки, може да направи ражнич. Едно парче пиперка, едно парче мисирка, едно парче кромит, може да направи убави ражничи. Можехме да направиме како шницли. Многу начини. Да направиме ролат со нив. Епа не, ја денеска одлучив да го направам на коцки, многу лесно, брзо и лесно за јадење. Така. Малку сол. Ќе му ставиме исто, малку од кромидот, неколку, малку зејтинче плюс вата. Како ви кажав, јас и секогаш сакам кога се печи да останува малку од сокот доле од месото. Зошто? Оти после му додава малку вода или малку беловино, ако сакате да готвите со беловино, и тоа ќе го извади целиот вкус, целиот сок од месото кога се пржи. И после го додавате крем, зачини што ви треба, имате еден сос, прекрасен сос. Вала. Гледате? Овде. На тавата се прават тачно како да се гора така во днотото. Ова многу го сакам. Вала. Се печи, што да му додаваме? Можеме да одиме сега директно со овде и метане куркумата. Ете тоа ми беше. И го направиме жолта мисирка. Ете така. Океј, и ќе му ставиме исто малку и лукче. Ова е лук за прав, малку по... Ајде, дојди ми лук. Ете го. Вуаля. Не сакаше да дојде. Ова е окей. Вуаля. Како ви кажав, гледате, директно го ожолтува се. Нека се пропржи како треба. Ќе му додавам сега малку вода, чисто да се одлепе ова и ќе оставиме во редна. Валя. Ете? Се одлепува целиот сок доле, се меша во водата и кога ќе оставиме во редна, водата ќе се испарева полека и на крај ќе му додавам малку крем павлака и ќе имаме сос врв. Неколку зачини ќе му ставиме исто и овде, за да дава убав мирис. Сега ова оди во редна. Океј? Вуаля. Ете така, во редна. Топ. Ќе се пече на рад. Одиме со оризот сега. Вуаля, нека се пече полека, не се стопи, ќе му ставиме малку исто и зејтин. Вуаля. Кромидот. Така. Се печи и ќе му ставиме малку од пиперката. Вака ситно сецкана. Супер. Секогаш кажувам, Македонија со пиперки не е без пиперки Македонија не е Македонија. Мислам во Македонија имаме толку врсти на пиперки што можеме да направиме и книга. Книга за пиперките. Епа да. Навистина можеме да правиме рецепти колку сакаме со пиперки. Може да бидат помнети, може да бидат сецкани како сос, блендирани. На сите начини да ги правиме пиперките. Пиперки и благи, може да се прави благо со пиперки. Навистина. Вала, ова нека се пржи. Да оставиме полека, а ние се враќаме после рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Тука сме, вала. Како кажав, овие пиперки со младиот кромит се пржат. Имам уште една пиперка овде, ајде да сецкаме. Да имаме убав гарнир, да ни биде добро, да си јадиме со шери. Нешто јадиме многу, ама навистина ние јадиме секогаш порано, околу 5:30-6, сега јадиме малку подоцна, па
заради емисијата. Ние сме тука од 6 до 6:30 за вас, а после, што правиме ние? Па си јадиме. Вие измислувате рецепт што ќе направите, може ќе правите мојата рецепт, може ќе правите вашата рецепт, ама ние си јадиме со мојата омилена половина. Ете така. Секој ден многу сум среќен со оваа емисија што можам да ви покажам нешто малку различно. Па ќе кажам, сигурен сум оти овие сите намирници ги имате дома, се намирници лесни, што ви остануваат на располагање секогаш. Ете така. А јас ќе трудам да измислувам малку нешто различно со нашите партнери. Навистина тука се Подравка, Златополје, Мамас, Президент, Албско. Тука се за да ни помагат да можеме да правиме превкусни рецепти. Да не забораваме исто Беко, Нептун и нашиот пријател Виномаркет. Да не го забораваме. И од неколку пати ќе ни дада совети така за вино, ќе дојде чат пат некои емисиите за да ни дава убави совети за вино. Ова мислам ти е окей. Додаваме оризот. Така. Ќе правиме ри соте. Ето така, копржен ориз. Охо. Ќе оставиме целото. Така, више е употребено. Ова. Тука. Исто ќе му ставиме тревките. Вау. Многу добро. Што сте? Босилек, нане, Макдонос. Босилек, нане, Макдонос и малку рузмарин. Топ. Додаваме малку зејтин. Оти оризот бара зејтин. Оризот ќе го упи зејтинот и ќе биде сув. Сега мора да му додаваме за да тој да се прти. Слушаме ја. Мора да мешаме. Почнува да качка да печи, да вау. Многу убав звук и неубава боја е оризот вака со зеленчукот. Преубаво личи. Да видите таки. Одлично. Мислам ти фали малку сол, фали неколку зачини, да го намалиме ова да не ми изгори. Така. И тој полека ќе го ставиме во ревна, ќе извадиме мисирката и ќе продолжиме да готвиме мисирката. Мисирката треба уште да го направиме сосот, така. Ма пред да го правиме тоа, ќе избришам масата. Ете, даската. Вала. Топ. Окей. Вала. Одлично. Одиме сега, како кажа, ова завршено. Довадиме мисирката. Крпа. Како убаво личи. Сега правиме замена. Едно, ова во рерна. Така. Тука е рерната, тука е топла, ни го држи оризот топол. Ова да пазиме, каде беше? Беше во рерна. Врело е. Окей. Одиме со малку крем. Обожавам крем павлака. Може ако сакате да биде малку различно, да ставите млеко од кокос, ама ми е крем павлака омливена. Така. Вала. Вау. Сега 5 минути ќе кршка, ќе се редуксира, ќе имаме сос. Топ. Окей. Завршивме. Што правиме сега? Мислам оти со ова да додаваме нешто. Да направиме нешто една салата. Оти премногу едноставно е. Имаме салата овде. Окей. Супер. Малку салата.
Еден домат, овие домат многу ми се допаѓаат. Јас ги кажам со куренце, така. Овие се така долги со куренце. Не знам кој е точно името на овие домати, ама превкусни се. Имат многу месо внатре и се многу благи така. Ќе измијам малку, ќе измијам салатата. Така. Сега ги има на пазар. Имаме многу врсти на домати на пазар. На вистина, на крај не знаме кој домат да купиме. Секогаш правам примерок со Белгија. Белгија на вистина имате различни видови на домати, ама сите се исти, во голема гајба така, вика copy-paste. Немате ништо повеќе од сем убав поглед, изглед, ама вкус и мирис, заборајте само. А овде среќа е што имаме преубави домати, гледате. Како е убава. Полна со месо внатре. Ете вака ќе ја сецкам на убави парчиња. Така. Ќе ја направам нешто лесно. Ми доаѓа идејата повеќе да го направам тоа како предјадење. Мислам ти ќе биде многу задоволна Шери, ако има едно мало предјадење пред тоа. Зошто да не? Ајде, гледате. Неколку домати, убаво наместени така. Хапс. Пак ќе кажам, сите имаме домати дома. Сите имаме сирење дома. Ајде. Малку сирење. Ова е сирење. Салакис. Хапс. Ајде. Топ. Ова е специфично, ова е протеинско. Едно парче сирење, многу сакам така, чисто малку здробен на доматите, многу едноставно, гледайте. Неколку парчиња така. Така. Океј. Hala. Едноставно. И. Ова. Најдобра комбинација со сирење домати е. Што е? Најдобрата комбинација. За мене е босилек. Имам две врсти на босилек овде, имам зелен босилек и црн босилек. Така. Ситно сецкано. Опа. Ова го ставаме на доматите, на сирењето. И малку маснино масло. Така. Што ни треба? Обавезно, секоја што доматите. Малку сол. Ако имаме сирење, ама солот со доматите е врв. И црн бибер. Вау. Епа гледайте, за кратко време направивме едно прекрасно предјадење, една убава салата и имаме едно главно јадење, мисиркино месо со ориз. А каков ориз? Вуала. Ова можеме да кажеме оти е едноставно, ама преубаво изгледа. Ајде. Предјадењето, ни треба лепче со това. Мислев салатата да направам. Гледайте, салатата не ја употреби. Ја вратам, ќе ми треба за друга рецепта. Имаме лепче, оти сирење и домати без леп. Не оди, две парчиња леп. Вратам. Ако сакате, можете да ги тостирате, не мора. Така. Повелете. И сега, мислам оти оризот е при крај. Мисирката е при крај, а ова го сервираме сега во убав тањир. Вау, ете. Две тањири.
Така. За оризот. Лажиците се тука. Ајде. Крпа. Да пазиме. Секогаш кога вадиме од рерна, да имаме крпа на располагање. Океј. Вуаля. Ова така, ова така. Све е спремно. Сега одиме, како кажав, на сервирање. Убав ориз. Чисто така во средината. Од тањерот, многу сакам оти зеленчукот е убаво пропржен, личи така малку на кинеска храна. Многу пати, кажам на вистина, многу сакаме да патуваме, имавме прилика да одиме во Кина, во Тајланд, во Индонезија, во Малезија и све тоа. Они практикуваат таков стил на кујна, преубава, превкусна, здрава храна и на вистина со малку состојки и многу состојки од сем што му остануваат. Они така се навикнати да готват, така е регионот, така се навиките, така се можностите и мора да готвиш што имаш на располагање. Ете, овде мисирката е врв, во сос. Ќе мора да земам друга лажица, малку. Ќе земам прво ова мисиркато месо. Е, така, во средина. Океј. Исто овде. Така. Шери. Што ќе готвиме денес? Епа, пак направивме чудесни. Ова сосот сега. Со ова. Е, така. Е, вуаля. Завршено. Една мала декорација. Опс. Едно парче вака, едно парче од ова. И шери, што ќе готвиме денес? Mission completed. Убаво мисиркино месо во сос, куркума сос, крем, ориз, микс од зеленчук и направивме една салата плюс една салата со убаво сирење, пачиња лепче. Добар апетит. Нашите пријатели од Вино Маркет, денес ви носиме неколку корисни совети како да го изберите, сервирате и уживате во вистинското вино. Со оваа добра храна мора да се најде и добро вино. А во Вино Маркет може да најдеме едни од најквалитетните вина на пазарот. Таму ќе најдете 200 различни видови вина од врвни македонски винарии. Emotion Bovin – меко, лесно и пристапно вино со овошна доминација и суптилни танини. Ова е секојдневно вино за оние моменти кога не треба формалност, туку чисто уживање. Одлично оди со тестенини, пица или нежни меса. Посетете го Вино Маркет во центар и не ја пропуштете шансата да пробате нешто ново.
Шери, што ќе готвиме денес?